станат синови Божи, со наследници. Песен е пак што води кон животот, балкумина гомна оѓава. Јас сум добриот пастир, милувам овците, една да не биде изгубена. Мирот твој ми го даваш, но некако сето, да не се плачи срцето наше. Истина ви велам, да се љубите, како што и јас ве возљубив. Љубовта е сила Исусова, и вистина ви велам, не сопирам. Дојди и остани во мене, Исусе Христе, Спасителе. Љубовта е сила Исусова. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Мирвам. Татко мој, во името на Твојот Син Исус, те молам за власт и сила. Секое слово, секој збор што ќе го изговорам да биде за Твоја слава. Нека ги допрат сите оние, Твоите слова, живи слова, што имаат потреба од Твојата љубов, што се жедни за Твојата љубов, што сакаат да се вратат во Божјото царство на небесата, што сакаат да излезат од стапицата во која ги има фатено сатаната, во нељубов, омраза, сето она што се случува надвор, зад мене, околу вас, во вашата земја, во Армакедонската битка. Убаво врне дожд, слава Ти Господи Исусе Христе. Лука 24 глава, на крајот сме на Евангелието на Лука. Во истиот ден двајца однив, двајца или тројца собрани во Мое име, вели Исус, добар принцип, двајца или тројца, за да разберете дека сами не можете, дека е потребно заедништво, дека ние сите сме живи камења во Исусовата Христовата црква. Значи, тоа не е храм од цигли, тоа не е граден храм. Бог не живее во ракотворни храмови. Зборуваме за храм, татко мој зборува низ мене, ти зборува низ мене. Исус постојано зборува, не зборувам јас, туку Отецот зборува низ мене. Ние, ако не можеме да разбереме што значи да бидеш христијани, не ти што сакаш, нека биде волјата Негова, твоја, волјата твоја. Зашто Твое е, татко мој, оче мој, Твое е царството, царството е Негово, а ние правиме своји царства, земни царства, мали царства, локални царства. Твое е царството и силата е Негова, силата што е во тебе, силата што ти дава живот и славата е Негова. Значи, во исто време, во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии, 11 километри. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. За кои настани? За тоа што Исус го распнаа, мислеа дека ќе ги спаси. И потоа се разбегаа сите. Знаете, Македонија ја распнуваат денеска, за пари ја распнуваат. Направија се што е можно, да избришат име, јазик, територија, да украдат, да понижат, да пуштат друга религија, ги пуштија соседите со крвави раце да зборуваат дека нема македонци
a Bog Семокниот Отец запишал македонци. Македонец е човек што го повикува Бог. Изборуваа меѓу себе. За сите овие настани додека разговараа и се расправаа еден со друг. Самиот Исус се приближи и одеше со нив. Ние зборуваме за принцип во духовно присуство. И денеска цел ден сечев дрва. Врне. Дојде еден човек, не го познавам многу. Седеше 3 часа, ми ја кажуваше својата животна исповед. На крајот ми бараше пари на заем. Злато и сребро немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Направивме една молитва. Претходно еден друг ми се јави, пророк, бара пари од мене. Злато и сребро немам, тоа што имам, тоа ти го давам. Знаете, ако вие дојдете до Исус, тој ќе ви најде средства. Тој ќе ми каже мене да ви дадам средства. Сетне, тој ми дава мене средства. Тој е најбогатиот човек. И додека разговара и се расправа еден со друг, го слушав 3 часа. Во некое друго време би рекол, што сакам да направам за овој човек? Исусе, се помолитме, тој неговата ќерка и неговата внука. И додека разговара и се расправа еден со друг, денеска реков, утрово, Исусе, што да направам денес за тебе? Тој дојде во Маврово, човекот од Скопје, 90 км му текнало за мене. Прочитал дел од мојата книга и дојде, му е дадо втората, третата книга. И додека разговара и се расправа еден со друг, јас сум сејачот, а друг жнее. Еден сее, значи ние треба да го сееме Божјото Слово, а друг жнее, Исус жнее. Се приближи самиот Исус и одеше со нив, но очите им се замрежија за да не го познаат. Често Исус доаѓа, а ние не го познаваме. Ни дава ситуација, состојба, настан, драма, да реагираме, да љубиме. Да љубиме. Тоа е потребно. Да љубиме. А нам ни е тешко да љубиме. Поприродно ни е да мразиме, да се пизбиме, да се караме, да крадеме, да лажеме, сребролюбие да го продаваме братот свој. Исус беше слуга, а ние сакаме да господариме. Тоа е сатанската природа. Тоа е да умре стариот човек. Легни и умри, влези во водата и умри. И биди нов, Исусов. Научи да го завртиш и другиот образ. Научи да ги љубиш сите. Научи да клекнеш и да млипаш пред Исус и да речеш, Исусе, исцели ме. Ти можеш да ме исцелиш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но очите им се замрежија за да не го познаат. Лука 24:16. А тој им рече, какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејки, зошто сте нажалени, бре луѓе? Армакедонци, зошто сте нажалени, ве продава таму некоја дворска будала, некој шут на сатаната, ве продава. Зошто сте нажалени? Вие сте македонците запишани овде, вие сте во Исус. Пазете што им вели Исус. А тој им рече, какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе, одејки, и зошто сте нажалени? Радоста да ви биде полна, им еден стих, полна радост на Христовата љубов. Едниот од нив по име Клеопа, може би си ти тој Клеопа, му одговори и рече, единствениот тугинец ли си ти во Ерусалим, да не си разбрал што се случи сиве овие дни? И го праша, Исус го праша, што? Што се случи? Што се случува? Што се случува во Македонија? Го предаваат вашето име, вашиот јазик, вашата историја, вашите жени, деца, го менуваат полот, ви пуштаат религиски систем во 4 сабајле. Што се случува? Армакедонската битка. Тие му одговорија за Исус од Назарет, кој беше пророк. За нив е Исус пророк. Силен на дело. На дело. Доаѓа човекот, тука 3 часа, не го познавам, втор пат го гледам, по некоја роднинска врска. Му текнало за мене. Ми го раскажа целиот свој живот, ни се што поминува. Знаете, го ислушав. Треба да научите, пазете. Има еден стих. Пазете, татко мој, ти благодарам. Како слушате. Потоа направивме една молитва. Може би
Тоа семе што е фрлено во неговата душа, во неговата внука, во неговата ќерка, ќе изрти утре. Бог знае, во тело или без тело. Те сакам, Господи Исусе Христе. За Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово пред Бога, пред Отецот и пред сиот народ, како нашите првосвештеници и началници го предадоа. Првосвештеници и началници, уште еднашка првосвештеници и началници, кои се тие денеска? Па појдете во црквите, во собранијата, во владите, во црквите, во заедниците. Го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. Исус го распнаа луѓето што го читаа Стариот Завет, израелскиот народ. Затоа тој рече, ќе изберам народ, небесниот Отец, што ќе го прослави моето име, не моето, не македонското, неговото име. Тоа сте вие, македонци мои. Ако го разберете тоа, ќе бидете свечен сад за свечена употреба. Нема сатаната да ве сее како пченица. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го избави Израел, да ја избави Македонија, но и покрај сето тоа денес е веќе трет ден откако се случи ова, откако е погребан. А некои жени од нашите не запрепастија, тие биле рано на гробот, не го нашле телото негово, просветлено тело, и кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и им кажале дека е Исус жив. Дека Исус жив. Ке почине некој им велиш, па Исус, па дај Боже да е така. Пеат на Великден, прават Пасха. Исто јагне, јајца, не знам што. Знаете, дај Боже да е така. Човек што се сомнева, нема да добие ништо. Отидоа на гробот и некои од нашите и го најдоа истото она, како што рекоа жените, но него Исуса не го виделе. Тогаш им рече, Исус, кога тие не го препознаваат. Често доаѓа некој човек, ти не знаеш кој е тој. Знаете, Бог гледа на срце, не на лице. На срце, во твоето срце. Дали имаш љубов? Дали ги љубиш сите? Дали им прости на сите? Дали никого не осуди? Дали се покаја за твоите гревови? Дали се покаја за гревовите на твоите предци? Дали си свесен дека без Исуса не можеш да направиш ништо? Те сакам, Исусе, о безумни, о безумни. Срцето ви е споро за да поверувате. Пазете израз. Срцето ви е споро, бавно. На едно место претходно беше тоа. Тоа е многу добра споредба. Еве го. Пазете се вашите срца да не бидат натежнати. Лука 21:34 од прејадување и пијанство и тегобни грижи, а сега овде им вели срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Тие ги знаат пророците, ги знаат, во наводници, а го распнаа Исуса. Собственикот на лозието го прати својот син, тие го убија. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсе и од сите пророци, им разјаснуваше што е кажано за него во сите писма, а тие ги знаат писмата на Исус, писмознанците, првосвештениците, садукеите и фарисеите, а сепак го распнаа. На едно место им вели, вие ги читате и проучувате писмата, мислејќи дека ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате не кај мене, кај Исус, за да ви даде живот вечен. И тие се приближија до селото во кое одеа,
А тој, Исус, кога не го препознаваат, се направи како да сака да продолжи, но тие го задржаа, велејки, остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тој влезе и остана со нив. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеде леп, значи ми ја повторува истата работа, го благослови, го прекрши, им го подаде, тогаш им се отворија очите и тие го познаа. Но Исус стана невидлив за нив. Знаете, често не можеме да го познаеме Исус. Исус е главата, ние сме органите. Тој е глава на црквата, ние сме делови на неговото тело. Сите сме делови еден од друг. И си рекоа еден на друг, зар не гореа во нас срцата наши, кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото. Мојот Бог е оган што согорува. Па во истиот час станаа, се вратија во Ерусалим, ги најдоа собрани 11 и оние кои беа со нив, каде што говореа дека Господ на вистина Исус воскреснал, и му се јавил на Симон. Симоне, Симоне, синко, Симоне, покај се и остани во Исусовата љубов. И тие кажаа за она што им се случи по патот и како го познаа кога го прекршуваше левот. Додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана сред нив и рече: мир вам, мир вам, мир вам. А тие така се уплашија, бидејќи застрашени, помислија дека гледаат дух. Те сакам, Исусе, но тој им рече: што сте збунети? Зошто такви мисли влекуваат во срцата ваши? Те сакаме, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен. Видете ги рацете мои и нозете мои. Те сакам, Исусе, допрете се до мене. Јас сум истиот, вчера, денес и довека. И гледајте зашто духот нема тело и коски, како што гледате. Јас имам, вели Исус. А кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете, но додека тие од радост уште не веруваа и се чудеа, тој им рече: имате ли овде нешто за јадење? Знаете, тој се јавува, бидејќи тие се разбегаа, ќе го удрам пастирот, ќе се разбегаат овците. Од кога го видоа апостолите, 200-300 луѓе поверуваа и така почна. Затоа е оној стих кој вели: блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Човекот беше овде 3 часа. Ја прочитал книгата и ми вели како мене да ми се случува книга. Јас му велам, книгата не сум ја напишал јас. Таа е од Исуса. Да, вика, знам, сеќавам. Знаете, имате ли овде нешто за јадење? Тие му дадоа парче печена риба и мед со саќе. Кога зеде и јадеше пред нив, значи го видоа дека е воскреснат, дека е коски и месо, дека не е дух. Па им рече: ете, ова се зборовите што ги говорев, уште додека бев со вас, зашто треба да се исполни се што е напишано за мене. Исус вели во законот Мојсеев, кај пророците во псалмите. Сето тоа го знаеа израелците, писмознанците, просвештениците, садукеите, фарисеите. Оние кои велат дека го знаат Словото, а го убија Исус, го распнаа Исус, го убија синот на собственикот на лозието. Исто е и денеска. Истите го убиваат Исус во големите гробници, заедници, во кои духот Исусов не суштествува.
Затоа што немаат љубов, а Исус е љубов. Тогаш им ги отвори умот. Те молам, Исусе, да ми ги отвориш умот, за да ги разбираат писмата. Кој го отвара умот? Исус. Овој текст е дух материализиран во букви и не го разбирате ако сте телесни, ако немате водство од духот Исусов. Затоа се поделбите во христијанството и лажните доктрини и им рече, така е напишано, така требаше да пострада Христос, Месијата, да воскресне од мртвите на третиот ден и да биде проповедано во Негово име покаяние и проштевање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко мој, во името на Исус се покајувам за секој грев што сум го направил свесно и несвесно. Прости ми, Исусе. Се покајувам за гревовите на моите предци. Потребна ми е Твојата сила и Твое водство да не грешам повеќе. Им простувам на сите од срце. Никого не осудувам. Го барам Царството Божјо и Твојата волја во мојот живот. Амин. А вие сте сведоци за ова, вели Исус. И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец. Татко на небесата, ние деца. А вие останете во градот Ерусалим, додека не се облечете со сила од озгора. Сила. Царството Божјо се освојува со сила. Само силните го добиваат. На сите што го примија Исус им даде сила. Сила. Додека не се облечете со сила од озгора. Значи ја фрлаш мрежата од десната страна, каде што е Исус во сила, да ловиш луѓе. Симон наречен Петар и Андреј, кои беа рибари. И ги изведе надвор до Витанија, па кога ги подигна рацете ги благослови и додека ги благословуваше се оддели од нив и се вознесе на небото. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тие му се поклонија, поклони се пред Исус, падни ничком, како се застанува пред Исус. И се вратија во Ерусалим со голема радост, радоста ваша да биде полна. Затоа поверуваа. Го видоа 300-400 луѓе. Убиениот, распнатиот, понижениот. Блажени се оние што не видоа, поверуваа. И беа постојано во храмот, каде што го прославуваа и благословуваа Бога. Амин. Те сакам, Господи Исусе Христе. Уште еднашка, Лука 22:7. Лука 22. Не. Кај беше? Матеј 23. Тогаш Исус му говореше на народот. Што е проблемот во современите цркви? Зошто го немаат Исус? Зошто не се живи цркви? Зошто деноминациите немаат љубов? Тогаш Исус му говореше на народот, Матеј 23, и на учениците своји, велејќи, на Мојсеевиот стол седна книжници и фарисеи. Тоа се истите што го распнаа Исус. Тие што го распнаа Исус, што го знаат Словото, денеска сакаат да проповедаат за Исус. Затоа црквите се катакомби, гробници, каде е закопан, погребан, каменот не е тргнат, на живиот дух на Исусовата љубов. Затоа се што ќе ви кажат да пазите, цитатори, 23.3 Матеј, пазете и извршувајте. Закон
заповед имаме: љуби го својот ближен како себе си. А според делата нивни не постапувајте. Зашто тие говорат, а не извршуваат. Знаете, словото без дух е мртво. Словото убива без дух, а духото животворува. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење, ги клаваат врз плеките на луѓето, а самите не сакаат ниту со прст да ги помрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето. Ги прошируваат своите записи, ги продолжуваат ресите на својата облека, сакаат прво место во гозбите и предни места во синагогите и поздрави по улиците, да ги викаат луѓето рави, рави. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а сите вие сте браќа. Христос е учителот, сите сте браќа. Никого на земјата не викајте го татко, зашто еден е вашиот татко, татко мој, кој е на небесата. И наставници немојте да се нарекувате, зашто еден е вашиот наставник Христос, но најголемиот меѓу вас да биде слуга, зашто кој се воздигнува ќе биде понизен, кој се понизува пред Исус. Да признаеш дека не можеш сам, ќе биде воздигнат. Ти благодарам, Господе Исусе Христе, за Твојата љубов, за Твојата милост, за Твоите слова. Ти благодарам што ме разбуди, што ми даваш сила да разберам дека без Тебе не можам да направам ништо. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци, ги љубам непријателите мои, ги благословувам сите. Те молам сите да се спасат. Ти можеш, Исусе, да направиш се. Оставам се во Твоите раце, моево тело, моева душа, мојот имот, мојата земја, мојата сопруга, мојата заедница, нашите деца, Твоите деца, моите деца, македонскиот народ, македонците. Дојди во Македонија и помогни ни. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Тешко вам, книжници, фарисеи, лицемери, затоа што го затварате Царството Небесно пред луѓето, зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Тешко вам, книжници, фарисеи, лицемери, зашто и денеска и сега во заедниците го распнувате Исуса, живеејќи без духот Исусов, без неговата љубов. Амин. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Исус во срцата на сите. Амин. На сите што го примија и даде сила да станат синови Божи со наследници. Песен е пако што гони кон животот, балкумина гонна оѓа.
Istina da ne vide izgubena. Miro tvoj migo davašno nekako sveto, da ne se plaći srce to naše. Istina velam da se ljubite, kako što i ja te poljubim. Ljubav ta je sila Isusova i istina bi vela me sobira. Dojdi i ostani o mene, Isuse Hriste.